Добар ден, почитувани гледачи. Следува добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска ќе зборуваме за пубертет кај младите од психијатриски аспект. Моја гостинка и соговорничка во студиото е доктор Камелија Симеонова, специјалист по детска и адолесцентна психијатрија во клиничката болница Аџи Бадем Систина. Доктор Камелија, добар ден, ви благодарам што сте дел од денешното издание на емисијата. Добар ден, Александар, благодарам на поканата. Поздрав до сите гледачи на емисијата. Така, што всушност представува пубертет од психијатриски аспект, докторка, покрај физичките промени кои видливо може да се забележат кај сите млади кои влегуваат во оваа фаза од животот? Така, кога зборуваме во контекст на менталното здравје, односно промените кои што ги доживува младиот човек, се оние кои што се најбурни од сите други развојни периоди. И заради тоа, кога зборуваме за пубертетот, зборуваме за една можеби и од најсериозните кризи во семејствата, каде што се случуваат многу промени. Ние, да речам, прво би сакала да објаснам зошто, например, родителите се затекнати од однесувањето на младите. Так. Заради тоа што тие некогаш делуваат како да се многу зрели, а некогаш како да се многу проблематични. Варијации во Варијации, да. И родителите просто мислат дека тоа децата намерно го прават. Меѓутоа не е така. И тоа има објаснување заради тоа што делот од мозокот, амигдалата, кој што ни е одговорен за емоции, се развива многу побрзо од префронталниот кортекс, каде што нас ни е регулативата. И всушност младите ги доживуваат будно емоциите, меѓутоа контролата им е слаба, заради тоа што тој дел од мозокот се уште е недоразвиен. И тоа е оно кое што е клучно и кој што го објаснува пубертетот, освен други дели, оно што споменавте вие, физички промени, социјални и така натака. Така што пубертетот е прилично специфична фаза. Так, да, затоа и се одлучевме да говориме на оваа тема. Еве, во тој контекст, зошто се смета за доста чувствителен период за менталното здравје кога влегуваат или веќе младите се во фаза на пубертет? Да, заради тоа што ова е за прв пат во животот нашето дете повеќе не е дете. Просто адолесцентот се сепарира од примарната единица од семејството и се преклонува кон врсниците. Првата, да речам, сепарација можеби е она кога детето веќе не е во симбиотски однос со мајката, веќе не цица и слично, меѓутоа правата сепарација е токму тука. И детето треба да одговори, да биде посебна индивидуа. И тука всушност младите знаете како сакаат да им покажат на родителите, јас сум различен. Јас не сум тоа што сте вие. Так. И просто сака детето да се идентификува баш во овој период. Така, дали сите млади поминуваат низ пубертетот на ист начин или постојат значени или драстични индивидуални разлики помеѓу секој втор тинејџер кој е во тој период? Така, ова е многу интересно прашање, Александар, и би рекла дека е сосема различен. И она кое што често го прават родителите е се споредуваат себе си какви биле кога тие биделе адолесценти, односно кога биле во пубертет. И она кое што секогаш им го кажам на родителите, не се споредувајте со вашето време. Така. Вашето време нив не им врши работа кога вие ќе кажете јас така не правев. А она кое што вие велите дали е различен е, бидејќи знаете како сите ние имаме некои црти на личноста. И имаме дечиња што се екстраверти, имаме дечиња што се интроверти. И сигурно дека они во самиот развој нема да дадат иста симптоматологија. И можеби она кое што е универзално за сите е дека ние кај детето мораме да видиме промена на расположение. И често пати родителите, знаете како тука е таа тенка линија, дали ова проблематично, дали ова развојно, дали ова криза, така што промената на расположението да не се грижат родителите е сосема јасна во овој период. Меѓутоа, од секој дете зависи колку тоа ќе биде, да речем, бурно искажано. Кои најчесто емоционални проблеми од вашиот стручен аспект во пракса ги забележувате кај адолесцентите и според книга, односно литература, кои емоционални промени настануваат тогаш кога еден адолесцент е во пубертет? Така,
прво ќе нагласам дека тоа е бунтовноста. И зошто и прва забележуваат? Знаете како? Зашто е јасна, се гледа, детето е гласно, детето вика не сакам, ја бута вратата, манифестира некоја симптоматологија која што не му се допаѓа на родителот. И ова родителите не може да го игнорираат. И тој екстернализирачки образец каде што детето покажува дека нешто не му се допаѓа, обично е најгласно. Меѓутоа, не значи дека само тоа е симптом. Многу често родителите за жал не препознаваат кога детето е тивко, а страда. И обично тоа се смета за дете кое што е супер културно, супер воспитано, не прави никакви потешкоти, не прави никакви проблеми. У суштина, мора во пубертетот да се јави еден извесен бунт. Така. Докторка, зашто во овој период, односно кога говориме за пубертетот, се јавуваат промени во расположението? Убаво рековте дека тие дури на дневна основа може да бидат дури многу поизразени, но и да ги нема тие емоционални промени во расположението. Зошто баш тогаш настануваат тие драстични разлики и промени? Така да, тоа има и биолошка основа, заради тоа што тој е на хормонална бура. Пубертетот е хормонална бура. И они се затекнати они не можат, оној момент што го кажав и на почетокот, контролата е слаба во пубертетот. Емоциите се јасни, се силни, се реални, се автентични на возрасен. Меѓутоа контролата е слаба. И ние имаме, замислете како еден возрасен кој што има искажува емоции, меѓутоа нема контрола во искажувањето, колку тоа е бурно, нели, колку е тоа гласно. Истото се случува и кај децата. На дневно ниво, или она што го велите, може и во минута да се смени расположението, токму поради тие хормонални бури. И она кое што може би е многу поманифестно во модерното време, е заради тоа што нашите деца се под сериозен притисок. Порано, ние сме имали еден свет, тоа бил реалниот. Сега младите имаат два света. Виртуелен така и реален. И они треба да се допаднат и во светот на, да речам, на електрониката, на виртуелниот свет, и во светот на луѓето. Да бидат актуелни на социјалните медии. Од друга страна, не треба ги задоволат оние очекувања кои што ги имаат родителите. Така што е прилична голема задача. На некоја средина се младите. Во однос на однесувањето, дали е нормално младите во пубертет да бидат повлечени, од друга страна раздразливи, но и бунтовни, бидејќи многумина ќе речат остај го детето во фаза на пубертет, без разлика за какво однесување станува збор, дали за бунтовно или па скроз повлечено. Да, и обично ова што го кажувате вие најчесто се случува, остави го, пубертете, ќе му помине. Она кое што, за жал, е една статистика, а тоа е дека 75% од расстройствата во адултниот период имаат генеза во детството, односно во овој развоен период. Така што, ако нешто не го третираме во периодот на пубертет, тоа останува како црта на личност, останува како една последица која што, да речем, го демне детето целиот свој живот. Така што не би рекла дека треба да однесувањето кое што ни е невообичаено за нашиот адолесцент, ние да речеме пубертете, остави го, ќе помине. Она кое што обично родителот го знае и го чувствува кај своето дете е, нели, ако детето било претходно повлечено, очекувано дека може би да биде малку поповлечено во пубертет, или па може напротив да почне да манифестира едно поекстреализирачко однесување. Меѓутоа, ако ние гледаме дека детето паѓа во ефикасност, паѓа во школските постигнувања, незаинтересирано, тоа не е пубертет. Тука мора да интервенираме. Така, тука ќе ги поканем и нашите гледачи, почитувани, доколку имате прашање за денешната моја гостинка, доктор Камилија Симеонова, специјалист по детска и адолесцентна психијатрија во клиничката болница Аџи Бадем Систина, може слободно да се јавите на добро познатиот телефон 0231165566. Денеска говориме за пубертет кај младите од психијатриски аспект. Во очекување на прашањата и јавувањата од нашите гледачи, докторка, ме интересира каде е границата помеѓу нормалното тинејџерско однесување и однесување кај тинејџер во пубертет кое бара внимание. Така. На што најмногу да се фокусираат родителите? Знаете како? Ако одредена симптоматологија, например, ако детето го повишува тонот, ако детето покажува дека нешто не му се допаѓа, ако претходно, например, го јадел оброкот на родителот без да каже не ми се допаѓа, не сакам да го јадам, сега го прави тоа. Тоа е во ред.
Тоа се нитивки знаци каде што детето сака да покаже дека е различно, дека е посебна индивидуа, дека има своји вредности, да биде поповлечено во соба, да се затвара, да едноставно манифестира однесување кое што до тој момент можеби не имало потреба да го прави. Меѓутоа, онаа тенка линија што велите вие која е моментот кога гледаме дека детето е замислено, отсутно, му зборуваме, не реагира на дразба, не реагира на оние, да речем, социјални вештини кои што претходно му биле интригантни, од типот да излегува со своите пријатели и слично. Или попушта во училиште. Попушта во училиште, така е. Попушта во училиште. Имаме варијации на телесната тежина, имаме варијации на сонот. Така што тоа се некои, да речем, низак волево-нагонски сфери кои што се засегнати и тука апсолутно е момент да се побара помош. Ако не сме сигурни дали е ова развојно, нормативно или е криза, затоа сме ние стручните лица и не е срамота да се побара помош. Во денешно време, посебно во свет со брзо темпо и начин или живот помеѓу два света, убаво објаснивте, виртуелен и реален свет, многу често младите во оваа фаза се соочуваат токму со вакви потешкоти, но од друга страна пубертетот, барем она што и самата медицина и психијатријата го говори, е клучна фаза за формирање на личниот идентитет. Значи, понатаму како ќе се развива личноста, може би зависи токму од оваа фаза. Зошто токму пубертетот е тој период? Така, заради тоа што тој е период кога едно мало дете веќе прераснува во млад возрасен и се сепарира од своето примарно семејство. Што тоа значи? Почнува да ја гради личноста, да го гради својот идентитет, низ призма на кое што почнува да чувствува што му се допаѓа од страна на родителите, што не му се допаѓа. Бидејќи знаете како децата се или реплика или коректив на родителите. Така. И тука детето, оние црти на родителот кои што му се допаѓаат, ги интернализира во својата личност. А она кое што не му се допаѓа, гледа да го коригира. И тоа е всушност оној момент кога ние имаме постојање на нова личност. Веќе тоа не е нашата целосна реплика или не детето кој што не имитира постојано и оди по нас, туку тоа е веќе старт на еден млад возрасен кој што почнува да покажува кои се неговите вистински вредности, односно што е тоа што го пишува него. Така, да ги слушаме прашањата и од нашите гледачи, ќе продолжиме од за останатите аспекти за време на пубертетот со кои се соочуваат младите. Почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Сакам прво да ги честитам божитните празници. Честит празници и вам, се најдобро. Би сакал едно прашање до гостинката да поставам. Повелете. Значи, се работица адолесцент на 16 години. Би сакал да прашам, значи, одбива да оди на училиште. Сме побарале стручна помош, сме биле кај, да речам, стручно лице. Едноставно одговорот бил дека детето се мачи на училиште. Значи, не е проблематично дете, се повлече, не сака да излегува исто така. Предходно излегуваше, значи до доцните ноќни часови. Едноставно одлучи тоа друштво не е за мене, не ми одговара и јас сакам да почнам да работам нешто. Школата не ме интересира, не сум за школа заинтересиран. Нема, ајде едноставно тоа. Тоа е неговиот одговор. Така. Сега и стручното лице ни рече дека тоа е можеби понормално да не го потискаме, да го оставиме сам да некој период да се одлучи. За машко дете зборува? Да, за машко, да. Во ред. Ке добиете совети и препораки, дали е во ред тоа што сте добиле како одговор? Секој е добро, господине. Благодарам за прашањето. Јас би рекла дека образованието е нешто кое што е задолжително. И што ме задолжително, има и логика зашто е задолжително. И јас не се согласувам со идејата дека е нешто кое што треба да го ставиме детето спонтано да му дојде, токму поради она кое што го зборував и претходно. А нашите деца имаат автентични емоции на возрастните. Меѓутоа, контролата им е послаба. И ние сме тие кои што мораме во овој процес да им помогнеме.
како ќе им помогнеме на принцип на кој што ние ќе бидеме поддржувачки. А поддржувачки во работи кои што се корисни за нашето дете. Прекинот на училиште од ниеден можен аспект не е добро. Не зборуваме само за оној интелектуален аспект кој што би се се губи. Зборуваме многу повеќе за социјализацијата. На нашето дете му е место на училиште. И доколку родителот сака да дознае што е правата причина што детето не оди во школа, гледа детето почнало да каже не ми се допаѓа тоа друштво, се повлекува. Можеби родителот треба да го успокои своето дете и да му каже дека без разлика на оно кое што се случувало, дека тука е, го слуша и сака да ја дознае причината. Да, што е тоа што му пречи, што е тоа што толку му пречи од своите врсници што едноставно го хендикепира, што не може да оди на училиште. И знаете како, ако детето се соочува со булинг, тоа веќе, што е многу често за жал, тука веќе детето не може само. Тука ние како возрастни ќе разговараме со професорите, ќе објасниме што се случува, да можеби и професорите во овој процес бидат повеќе поддржувачки, меѓутоа никако детето да не остане дома. Така, значи најдобро е отворениот и искрениот разговор со семејството и како родителите да се доближат до детето, да ги извлечат тие маки и потешкоти кои ги имаат тинеџерите и адолесцентите во пубертет. Да бидат автентични, да бидат поддржувачки, во која смисла дури детето да ни каже нешто што нас страшно не ни се допаѓа. Да не бидеме осудувачки. Бидејќи знаете како се случува, децата ќе кажат и навистина децата прво сакаат да кажат. Искрени се. И знаете што, родителот ќе ги, како да кажам, ќе ги едноставно во тој процес ќе делува малку осудувачки. А уште потрагично е што кога следен пат ќе разговара за нешто, родителот ќе му го префрли тоа на детето, што тоа го кажало во доверба. Не смее тоа и тука се руши довербата. И верувајте ми, статистиката вели дека 40% од децата во пубертет се чувствуваат целосно неразбрани. Тоа е сериозна бројка. Тоа е малку половина од адолесцентите. Така што родителот мора во тој процес да проба да биде како да кажам, да има слух во права смисла на зборот. Што и да му каже неговото дете, да го преформулира, да проба да го едноставно од друга перспектива да го завземе и да му го врати на детето назад. Едноставно да се доближи врснички спрема детето. Адолесцентот. Така е. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма, сте повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Овдека мајка на девојче 12 годишно. Така. Во пубертет. Така. Сега имаме проблем што малата, она ми е трето дете. Се затвара во соба цело време на компјутер. И што ќе кажеш она, ај не досаѓај, не ме замарај. Како да ви објаснам, не прифаќа да кажеш што. Нема другарки. Викам, излези, дружи се. Мамо, не сакам, дома ќе седам, не сака да се дружи. Дали е нормално за таа возраст? Така. Во ред, дали имате вие контрола во какви содржини се среќава и какви социјални... Знаете како? Таа една група другарчиња, 2-3 другарчиња од странство, на цело време англиски разговараат, имаме контрола, се дружат, убава им е дружбата, нема безобразно... Виртуелно, така, да. Да, нема безобразно. Ја ја пратам, значи контрола имам на сето тоа, ама дали е нормално да нема на таа возраст другарчиња? Јас тука малце се загрижувате. Така. Ете така, да. Така. Во ред ќе добиете совети и препораки и одговор на конкретните прашања. Секој добро, господјо Иван. Да. Тоа е реалноста наша кај секое второ семејство, да речем. Да, да. И ова кое што го пишува гледачката е нешто кое што за жал е се почесто застапено и дали е нормално, нели, не постои, нели, во психијатрија нормално или ненормално, постои нешто што е, нели, прифатливо и неприфатливо. Така што ми се чини дека ова е нешто што звучи неприфатливо за возраста, поради тоа што таа возраст, да речем, која што е, нели, малата 12 години, е веќе оној почеток на адолесценција, баш у права смисла. Така што ми се чини дека тука децата и како сакаат да се дружат, и како сакаат да припаѓаат на врсниците, и она кое што многу би помогнало, мене барем тоа така ми делува, е заради тоа што ова девојче има
другарчиња во тој виртуелен свет. И просто едниот свет е задоволен. И знаете како многу помал е поривот да го задоволиме овој друг реален свет. Така. И кога би ги намалиле можеби часовите пред екран и часовите со тие, да речам, виртуелни дружења, детето ќе почувствува дека му недостасува нешто и апсолутно ќе се приклони кон реалниот свет. Но како да го направат кога ги брка родителите од соба и не дозволува Така. да ја вознемируваат? Така, меѓутоа знаете како тоа е детенце кој што има 12 години. Сепак зборуваме за 12 години и каде што детето не делегира правила. Да. И детето во Секојаш таа треба да ситуација, има барем малку авторитет. Точно, значи мора да си има авторитет. Да, ти може да имаш половина час за час приватен во твојата соба и тоа е сосема во ред. И никој не сме да ти тропа тој период. Меѓутоа, ти да бидеш со часови затворена во соба, а јас сум ти родител, тоа е недозволиво. И обично тука родителите се плашат дека ако нападнат, односно го кажат дека не смее да го прават тоа, дека децата ќе ги отфрлат. Она кој што им го патувам на сите родители е дека не постои дете што не си ги сака бескрајно своите родители. И децата никогаш нема да престанат да ве сакаат. Ако ги вреѓате, ќе престанат да се сакаат себе си, Така. а вас никогаш. Така. Што не се плашите, бидете храбри во тој процес, поставете граници, поставете правила и ќе видите дека со граници и правила многу е полесно. Полесно, така. Добри совети. Ќе вклучиме уште еден гледач, почитувани во програма, сте повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме. Си ти честитам божитите празници и среќни пред новата година. Да, честити празници и вам. Поздрав до целата екипа на Сител. Имам неколку прашања во контекст на времето, ќе можеме ли сето тоа да го реализираме? Да, накратко само, да, што ви е по приоритет, може да поставите, да. Па еве вака, ме интересира од која годишна возраст почнува пубертетот. И второ прашање, адолесцентниот период, од која година и колку време тоа трае. Така. И трето прашање, се работи за девојче на 12 години возраст, а од пред 2 години искажува бунтовност, револт, неадекватно понашање и тоа се случува само исклучиво према незината мајка. Инаку, детето како дете е интелигентно, Да, солидно ученичка. разговара и комуницира со други личности. А понашањето е едноставно во моменти се понаша агресивно, имаше покушаи да сама себе си наштети по основ на здравјето, па и по животот. Да молам да ми говорите каде е грешката и како е тоа, што е тоа резултат за нејзино такво понашање. Така. Во ред, секој е добро, секако ќе добиете и конкретни одговори на сите ваши прашања, но и препораки за да не се повтори оваа немила ситуација која за жал доста често се случува. Секој е добро, господине, и вам и на вашето семејство. Благодарам за прашањето и господинот отвори една многу важна тема која што многу малку се зборува, а е многу честа. Оној модел на себе повредување. Моментот на себе повредување е нешто кое што е јако застапено кај младите. И што тоа значи? Центарот за болка и центарот за емоции се непосредно еден на друг. И кога ние се нанесуваме физичка болка, од типот се повредуваме, се ослободуваат простагландини, се ослободуваат хормони кои што прават смиреност. И всушност тоа не е обид за самоубиство, туку тоа е обид да преживееме, обид да издржиме таа болка која што е толку силна кај нас. И оној момент што го вели господинот, тоа го прави кон нејзината мајка. Обично кога мајката е многу блиска со ќерката и кога тука не постои некоја дистанца, детето своите емоции ги канализира, малте некако како да мајката е дел од неговата личност и мене ми е лошо, јас не се напаѓам себе, те напаѓам тебе. И после тоа се напаѓам себе зашто сваќам дека сум јас. И гледате, тој е модел или на себе или на мајката.
И тука обично се работи на сепарација од мајката, да едноставно мајката прифати дека ова дете кој што е веќе адолесцент, она што ме праша господинот дали 12 години, да, тоа е веќе адолесцент. Дури 10 годишна возраст бидејќи пред 2 години веќе. Да, девојчињата веќе многу понапредни се од момчињата. Да, и веќе пубертетот не го гледаме и на 10 години, да, и на 9 можеме да го видиме. Не е нешто што е нетипично за оваа време, за денешницата. Така што треба да се работи на оној момент да детето се одвои во права смисла на зборот од својата мајка. Така, и барем малку да се покаже, пак ќе се навратиме на авторитетот и на границите. Да, заради тоа што ако не воспоставиме контрола на емоции, моделот на себе повредување ќе перзистира низ животот и само ќе менува формата. Одсечење, во можеби преадување, па повраќање, па можеби во едно деструктивно однесување, злоупотреба на психоактивни супстанции. Кога немаме воспоставена емоционална регулација, сме под сериозен ризик. Така е. Докторка, како младите го доживуваат сопствениот изглед, самодовербата во овој период, што е, например, доста од младите се фокусирани многу повеќе отколку треба на својата личност од надворешен аспект? Да. Заради тоа што веќе убавината можеби има земено многу посериозна мока тоа што било претходно. И можеби заради тоа што во виртуелниот свет децата гледаат нешто што реално не постои. Гледаат измислени слики со измислени вредности, со измислени црти, каде што они сметаат дека тоа е нешто што не треба да го достигнат, а тоа не ни постои. Така што ми се чини дека оние социјални мрежи се оние кои што се клучни во овој процес и дека можеби лимитирајќи ги времето на социјалните медиуми и објаснувајќи на нашите деца дека има нешто кое што е развојно, има нешто кое што е природно, има нешто кое што е очекувано. Да отворено да зборуваме за промените, да не го ствараат они нивниот идеал во контекст на Инстаграм, Фејсбук или друг медиум. Така што ние како родители сме должни да го објасниме овој процес добро и кои се телесни промени се случуваат. Така, ова што го говориме е опишано и конкретно во вашиот прв водич за родители оригами, го имате и тука со вас, беше промовиран пред неполн месец. Што ве инспирираше да ја напишете оваа книга и како е прифатена од страна на родителите за кого е наменета оваа книга конкретно, но и за самите тинејџери или пубертечни? Всушност, морам да бидам искрена дека мотивот ми беше секако мојата работа со младите и многу често ми се случува на терапија да бидам малтене како медијатор меѓу мајката и детето или меѓу таткото и детето, како да они зборуваат на еден јазик, детето зборува на друг јазик и малтене јас сум преведувач помеѓу тие два света. И оригами е токму тоа. Направив тоа е стара јапонска техника, самиот наслов да е значи од лист правиме форма. Така што и тоа е символиката дека апсолутно ние можеме да го коригираме и да го смениме било кој однесување кој што не ни се допаѓа и ние како родители, нашите деца како млади. Така што целта во овој приречник е да има конкретни примери од конкретни животни ситуации на семејствата, со конкретна подоцна како родителите да постапуваат. Не е ништо теоретизирано, напротив е практично, со реални примери од секојдневниот живот, кои што сметам дека многу би им помогнале на родителите. Каде може да ја најдат еве сите заинтересирани? Во 3 и во книга МК онлайн. Така, како сте задоволни од одзивот и од интересот, од самите коментари на оние луѓе со кои секојдневно се среќавате во пракса во однос на сето тоа што може да се види во книгата? Дали е тоа вистинската реалност? Да, оно кое што морам да бидам искрена, сум многу горда е што повеќе од половина примероци се продадува веќе првата недела. Така што тоа кажува дека книгата е барана и дека едноставно има добар одзив. И убав поднаслов има, толку што можев да го забележам. Умешност на справување со предизвиците во тинеџерството, а пубертетот е само еден од тие предизвици. Така е. И знаете како, и она кој што би го можеби потенцирала е дека адолесцентот, кој што сме биле ние некогаш, живее со нас.
И кога ќе се затекнеме дека толку бурно реагираме кон нашето дете, треба да се запрашаме што не е разрешено во нас. Во нашето адолесцент, во детето кое што сме го ставиле да биде дете, а сега сме возрасен. Заради тоа што многу од реакциите кога сме импулсивни со нашите деца се наши лични предизвици. Нешто што не сме го реализирале. Така е. Така е. Еве, бидејќи сме на самиот крај од емисијата, што би им порачале на младите кои се чувствуваат збунето или преоптоварено во периодот на пубертет, но и која е вашата главна порака за родителите, што најважно треба да направат за доброто на нивното дете кој поминува низ оваа фаза од животот, како да му помогнат? Би сакала да им нагласам на родителите дека пуштањето на нашето дете да биде возрасен во овој период е нешто кое што е клучно. Јас не велам да го ставите вашето дете да прави што сака, туку да го гледате, а вие да бидете тука. Пубертетот е време каде што вие сте гледачи, каде што веќе вие не ги давате оние задачи кои ги дававте претходно. И пубертетот значи градење на нова личност. И секој едно однесување што нема да ни се допаѓа кај нашето дете, да не го доживуваат како личен неуспех. Нашето дете има право да биде нова личност, има право да изгради нови вредности. И ние треба да бидеме доволно издржливи да ги пуштиме нашите деца да бидат нови. Така, порака за децата, односно за тинеџерите во фаза на пубертет, чинам дека и тие не гледаат овој период бидејќи се на зимски распуст. Така е. Би им рекла на младите дека не се сами во ова, дека промените кои што ги доживуваат се навистина тешки, и некогаш кога возрастните ќе му кажат ништо страшно ќе помине, не е тоа дека возрастните не име гајле или сметаат дека вашите емоции не се доволно важни и интензивни, туку едноставно вашите родители сакаат да ви помогнат, меѓутоа не знаат како. Доколку вие разговарате со вашите родители, тие би знаеле што барате и би имале многу поуспешна комуникација. Отворен и искрен разговор е клучот за решавање и надминување на сите проблеми и ситуации. Убав завршеток, убава порака за крај и за младите, но и за родителите. Доктор Камилија, ви благодарам за одвоеното време, за советите и искуството кое го споделивте и со задоволство ве очекувам да бидете повторно дел од Добриот доктор. Благодарам на поканата, Александар. Почитувани, а вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија. Имајте убав ден и грижете се и за физичкото, но и за менталното здравје. Пријатно!